Повторно сме назад во студиото на Алфа телевизија и ќе зборуваме за нешто многу убаво, ќе зборуваме за нешто што ќе се случува следниот месец, односно за некои, да кажеме, 20 дена од сега. Си ја ставивме шпицата трето доба, бидејќи човекот кој што ќе трча, кој што се уште трча и кој што е многу активен се уште и повеќе од 40 години активно трча и е нашиот маратонец, господинот Томислав Спасевски, маратонец, а ќе зборуваме за трката која што ќе се случува од 10 до 13 јуни, од Велес до Лопушник во чест на Кочо Рацин. Ова е стаза од 150 до 160 километри. Вие настапувавте и лани, се случува 4 години поред и сето ова некако ќе го споиме во еден убав разговор, ќе си најавиме и уште еден маратон кој што ќе се случува есен. Ама сега прво да позборуваме малку за ова што ќе се случува за некои 20 дена. Господине Томислав, добро ви утро. Ви благодарам што дојдовте кај нас овде во телевизија Алфа. За вас станувањето рано не е никаков проблем, бидејќи вие уште од рано наутро трчате, активно спортувате. Сега не знам до кај нас дали дојдовте со трчање или со автомобил. Добро утро, ви благодарам на поканата. Ние спортисти маратонци стануваат рано. 5 часот е веќе некое време што треба да си спремен, затоа што и самата трка настана што го организираме веќе 4-та година што го практикуваме, почнува во 6 часот и мора да си буден, да си спремен и така да како и во секој момент. Так. Трката ќе се случува од 10 до 13 јуни, ќе трае 3 дена во чест на Кочо Рацине, така, од Велес до Лопушник. Има многу километри, 150-160 километри. Кој се може да учествува на оваа трка? Пријавување ми кажавте дека нема, нели? Да, ова е 4-та година веќе го организираат маратонци, ултрамаратонци од Велес. И јас од Преклани се приклучив кон нив и таа една група од 4-5 добро спремни спортисти, маратонци, ултрамаратонци. И така да покрај тоа што во Велес се прави на 5 и 10 километри трка трчаме за Рацин, они се одважија да направат и една поголем настан со тоа што не е тоа со некој надпреварувачки дух, него едноставно се претрчуваат дневно по 40-50 километри до извор до Кичево и последниот ден, од која ќе преспиеме Пресвета Богородица Кичевска, се искачуваме до врвот на Лопушник. Таму не доаѓаат, се прибираме заедно со активисти од ВМРО од Кичево, едно славје, и така ќе покажат фрагменти каде се наоѓа гробот на Кочо Рацин, а и споменикот малку е погоре, а гробот негов е долу. Тоа е една почит кон нашиот македонски поет кој што трагично загина 43-та на 13 јуни. Значи секој кој што се чувствува способен да трча, може да се приклучи, нели, во трката, дали може да се приклучи на било кое време, од било каде, или мора да биде баш од Велес до Лопушник? Како ви е тоа испланирано? Самата група тргнува од Велес. Ние сме 5 души, може во оваа година еден љубител, друг посакал. И така да е, се тоа изискува средства и сите тие случувања, 5 до 6 души може да настапат. На која возраст е? Па сите тие некаде се преку 50 години, искусни атлетичари, спортисти, затоа што треба си во секој момент спремен. И тие настапуваат, што се вика, наизменично. Трчат двајца, тројца, мора и возилото да иде со нив. И така да тоа е наизменично, придружба. Имаме преспивање во Богомила, во Кичево, во Македонски Брод и на крај во Пресвета Богородица Кичевска и последниот ден се искачуваме нагоре, кој што реков. И така да организаторот одлучува, ако некој има желба, меѓутоа таа група повеќе во овој момент не може. Значи веќе е, да кажам, горе-доле затворена. Сега, вие исто така, веќе ви почнуваат подготовките за ултрамаратонот, ама во моментов одат веќе и фотографии, Томислав, може да погледнете на екранот, од ваши трки, да кажам, од каде што сте настапувале. Донесовте овде исто во студиото многу медали, многу пехари и тоа се само дел, нели, не е ова се. Сега, додека си одат фотографии,
следите, може да ни кажете накусо за онаа трка што ќе се случува на 23 октомври, која што веќе вие во подготовка, нели? Па да, подготовките кои за ултрамаратон ќе биде тоа. Така. Како и за секоја следна трка почнуваат веднаш, значи од 24 октомври. Оваа година ќе ни биде 10-та јубилејна, со тоа што веќе нема да ја направиме на таа локација на Газибаба, ќе ја правиме кај што е споменикот на основачите на ВМРО во Жена парк. И ќе се движи кон Порта Македонија, во центар кај споменикот на Александар Македонски, меѓу спомениците на Гоце и Даме, преку Камени мост, па лево од кај музеот на македонската борба, на мост Гоце Делчо и се спушта на Кеј, 2,5 километри или 5, и се враќа нас по истата патека, така да сакам достојно да се одаде почит на сите македонски херои кои што загинале за слободна Македонија. Да. Оваа трка ќе ја најавиме и тогаш, има сега се уште време, ама бидејќи вие сте маратонец, се занимавате повеќе од 40 години со трчање и сега додека сте пензионер, нели веќе 3 години, се уште сте активен, си трчате, си имате некоја шема. Сакам да ве прашам, а мислам дека интересно би било за нашите гледачи, како се вашите подготовки? Како го подготвувате или како го тренирате организмот? Која е вашата дневна рутина околу сето она што му треба на организмот за да се истрча еден маратон, бидејќи не верувам дека е лесно ова. Што го правите? Ако стане збор за маратон, подготовките течат подолго време. И потребна е, претпоставувам, голема дисциплина. Па, дисциплината само си доаѓа со тренинзите и само довербата е така да ако стане збор за припреми за еден маратон, тогаш интензивно 3 до 4 месеци се траат подготовките, а во претходниот период мора пак да има континуитет со постојан тренинг. Какви се подготовките? Дали тоа вклучува, претпоставувам, физичка подготовка на организмот? Претпоставувам, режим на исхрана си имате посебен, специјален. Како тргате еве на еден маратон, кој што трае можеби повеќе часови? Како добивате енергија? Па вака се секој што мора да внесувате. Да, секој на свој начин. Добро, еве вашите конкретно. Си го практикува тоа, меѓутоа воглавном за искористување на енергијата 90% речем или 100% атлетичарите, маратонците треба да внесат доволно јаглени хидрати кои што ќе ги обскрбат на мускулите, за да има доволно гликоген, кој ќе им служи за да го завршат маратонот. Кој нема да биде доволно подготвен веќе на 35-тиот километар, се чувствува тоа што се вика удирање со главата во зид, така да низ тие сите припреми треба доволно да внесува јаглени хидрати и белковини за обнова на клетките кои што се оштетуваат од самите тренинзи и се знае количините на вода, не сме да се доведеш до степен на чувство дека си жеден. Тоа веќе е крај. Постојано треба како на тренинзите, така и на самиот настап. Кој е искусен, веќе тоа го препознава. Тоа што го пиеш на тренинг, тоа го практикуваш и на самиот настан. И сега веќе во светот се добро организирани сите маратони и така да не би требало да има некој пропуст. Да. Сега донесовте ви овде навистина многу медали. Ова се само дел од сето на вие што го поседувате. 40 години се многу и имате еве и 3 пекари, еден голем пекар кој што претпоставам ви се можеби еден од подрагите. Да ми кажете сега вака кога би се навратиле еве наназад на овие 40 години, која ви е вака трка која што најмногу ќе ја паметите, не можеби тешка, колку што еве вие си ја паметите, можеби најзначајна за вас? Вака сега, како што се сите овие медали добиени после секој завршен маратон, тоа исто како мајката што за своите деца што ќе каже кој ти е најдраго дете, сите и се драги. Така да јас не може да одвојам која ми е најдрага. Секоја си има своја приказна, свој труд и свое именување. Не можам да кажам ни тие што се во Скандинавија, ни скопските, со почеток од 97-98, кога започна да се организира после една мала пауза, како и планинските трки, тука имам и за Тоше, ултрамаратон од 7 години што бев учесник, син ми 3 години. Ова е едно од првите места. Тука имам и од планинската трка на водно Скопје водна матка. Тука имам едно од, да речем, најдрагите
со победата на и учеството на Демилиевски Мурато. Таа стварно ми е драга, бидејќи тој човек загина, не се врати од Монт Еврест, првиот македонец се качи. Таа, може речам, ми е доста драга, што и ден денес битолчани данес се, фалам се дека се уште мојот рекорд стои таму, а така да иначе сите медали ми се Вашиот рекорд за? Од Копанки до врв на Пелистер. Добро. А кој е најдолгиот маратон што ги имате истрчано? Па класичниот маратон е 42 км 195 метри. Со Кој е тоа вашето што време? па јас имам во Прага постигнато 2 сати 48 минути, што тоа на едно дожливо време, така да потешки услови, предпоставувам. не потешки услови, туку што човек секогаш оди резервирано за да стигне до крај, кога би после 35 километар веќе се чувствува многу полесно. Меѓутоа секој си има некоја резерва за да стигне до крај, затоа што имаш многу учесници и си ја распределува силата. Јас во Атина, во Цирих сум трчал на почеток со големите звезди, ама чекај, то ме далеко е Атина, километар, два, ама. И така да правата патека на маратонот од маратонското поле до Атина е 40 километри. Меѓутоа, кога трчале во Лондон кај кралицата, за да биде пред незиниот балкон, поминали уште 2 километри. И сега таа е изменета и се движи низ едни лимонови насади, уште 2 километри, така да е 42-195 метри и се стигнува на Олимпискиот стадион. Е, така една меѓу подрагите ми е и од маратонот од Пела до Солун, зашто се работи за Александар Македонски. Така се грците викаат нивни, ние се викаме наши, секој си ја знае историјата, нека да остане место на историчарите, нека докажат кој е што е. И така овде имам и една исто од подрагите кај што настапиме 90.000 луѓе на отварањето на мостот меѓу Копенхаген и Малме со брат ми, кој што веќе на 70 години трча се уште маратони. Браво. И ги има освоено скоро уште еден медал му фали од Бостон да ги направи тие сите мејџор најзначајни, најважни награди. Меѓутоа јас овде Бостон не го имам трчано, го имам трчано еден од најстарите маратони во Европа, Кошице. И така да и таму има ваков споменик на атлетичар, поставено биста. И така да секој спортува, колку здравието ќе го дружи, ќе го држи и така да се занимава со некоја активност. Кој со земјоделие, кој со градежништво. Така да овде многу труд е вложено, се ви сами гледате. Колку што тежат тие медали што ги донесот, толку тежи и трудот, може би повеќе и немерливо е тоа. Секако. Што е она што ве мотивира кога ќе почнете да трчате? Значи 42 километра, како кажувате, тоа ви е рекордот, тоа навистина не е воопшто малку. И 2 часа и колку тамо? 48 минути и подобри времења има. Еве сега Дарио на 2 часа и 8 минути. Што е она што ве води, Томислав, додека трчате? Која ви е ваша ајде не инспирација, него мотив да продолжите, бидејќи тешко е. Мислам дека една од најтешките дисциплини е токму маратонот. Јас така мислам. Па вака, точно, да. Меѓутоа тоа не се реализира на самиот настап. Тоа ти го градиш, самата психа се гради на самите тренинзи. Кој ви помага вас? Како тече тоа? Па, јас, моите почетоци беа во Бардар, па во Работнички на 5.000 и 10.000 метри се надпреварував и после преминав на маратонот. Самата желба да се успее да се истрча таа исконска трка што била и те води кон една цел. А иначе, да рече сега, еве јас ќе го истрчам маратонот, на самиот настап, не. Тоа се гради преку тренинзите, психички, физички и те носи желбата дека ни на тренинг не смееш да се откажеш. Па не дај Боже на трка. Тоа не се случило кај мене и не би требало кај ниеден спортист кој што е добро психички и физички спремен. Да. Зошто се одлучивте за маратон? Зошто токму оваа дисциплина? Затоа што... И тука, предпоставам, кога се трча маратон, потребна е техника, нели? Не толку брзината, колку што си има некоја техника, некоја темпо на трчање, предпоставувам. Техника треба секаде. И за помалите дисциплини, и за поголемите, меѓутоа сите атлетичари кои се бават со тие дисциплини 5.000 и 10.000 во понатамошниот тек од кариерата, некои порано може почнат, веќе се определува затоа што со време се губи брзината, се определува за подолгите патеки, посебно маратонот, каде што ќе може да се докажат да истрчат таа одважна патека. Маратонот што се вика, тоа е символ на сите
атлетичари кои што сакат да успеат да пробат, ако сака да ја продолжи својата кариера, а до кога и како секој сам ќе си одлучи. Да. Вас ве служи сега, за сега фала му на господа нели здравјето. Фала му на Бога. Си немате сега никаков проблем, се подготвувате нели за она што ќе се случува во Велес. И сега јас би сакала да искористам и оваа плаката, ова е од по четврти пат се случува нели оваа благодарница, да, од општината Велес. Да. Тоа е за Лани ни ја подарија. Како? Лани ни ги подарија, да. Минатата година. Да. Еве, ова е една убава за вас благодарница. Уште еднаш да ја најавиме, да го најавиме, односно трката не е веќе ова маратон. Какво е вашето искуство од изминатите години, бидејќи оваа година ќе биде по четврти пат ќе се случува? Па вака, тоа е едно одбрано друштво со секој почит што имаме меѓу себе и така да никако проблем немаме меѓу нас. Се тоа иде координирано со колегите Зоран, Трајче, Веролјуб, кој е еден главен, што се вика двигател на таа трка, колегата од Куманово Љубиша, и така да кога има добро друштво, добра соработка, се оди како што треба. Да. Која би била, еве вака, вашата порака, да кажам, до младите спортисти, а може би еве и до вашите колеги, кои што веќе се, да кажам, еве може имате, предпоставувам, луѓе кои што се трчаат маратон, кои што сте и во пензија, покрај вас, еве кажавте вашиот брат, предпоставам дека има и некои други кои што се уште трчаат. Која е вашата порака, кој е вашето мото за еве вака околу трчањето, околу маратонот, околу спортувањето и околу активностите? Па ќе речам дека спортот едноставно и самото движење некако те прави посигурен во животот. И така да на сите млади им препорачал барем да имаат своја активност на било кој начин, да е трчање, било кој спорт што го посакуваат, треба да бидат спремни дека и тоа допринесе до голема одговорност, што утре ќе бидат добри, вредни работници и не мора да бидат врвни спортисти. Се знае колку може да остана таму, меѓутоа допринесе до една поголема одговорност како луѓе и во општеството и во својата струка. Добро, вие и вчера бевте на трка, тога се слушнавме за нели околу емисијата. Да. Мислам дека ова беше така, ова е медалата која што ја освојте. Тоа беше настан 5000 5 километри, да. 5 километри. Тоа беше еден почит кон моите колеги кај што завршив работната кариера, работниот век во Зегин, и така да со цел мерак отидов. Има 5 и 10 километри, јас да настапам на 5, затоа што сум настапувал многу и така да тоа моје учество за мене значи. Тренингот денеска заврши утрово или од овде ќе продолжувате, бидејќи претпоставам секој ден имате активни тренинзи до 10 јуни? Па, тренинзите се постојани скоро и секојдневни без разлика на времето, на временските услови, секој се прилагодува. Мора да продолжат, затоа што не чека, не можеш, неспремен, да. И така исто да бидеш во секој време треба да бидеш припремен, да бидеш спремен. Добро, Томислав, ви благодарам многу за учеството во нашата емисија. Останува да се видиме повторно, да ја најавиме онаа трка на 23 октомври, тоа е наесен. Вие дотогаш подготвувајте се. Ви посакувам здравјето многу да ве служи. Благодарам. Да имате успех во оваа трка што е трчаме за Кочо Рацин од 10 до 13 јуни и да сме здрави и живи, си се гледаме наесен со најава на оној ултрамаратон што ќе се случува во чест на 23 октомври. Ви благодарам на поканата, да сме живи и здрави, па ќе се видиме во септември.